За 7 години владење, владите предводени од СДСМ и ДУИ си купиле 135 нови службени автомобили вредни 5 милиони и 200 илјади евра, додека просечната старост на возилата на брзата помош е 12 години, а на противпожарните неверојатни 28. Очигледно на функционерите минативе години, најважна им била сопствената комоција, а не и реалните проблеми на обичните луѓе. Владините функционери на секои 3 години си го обновуваат возниот парк. Во 2018 за 45 возила платени беа 1,8 милиони евра, а за истиот број автомобили истата сума беше платена и во 2021. Најмногу пари за обновување на возниот парк потрошени со оваа година. За 45 нови возила платени беа 2,2 милиони евра. Герман Филков од Центарот за граѓански комуникации вели дека според нивните истражувања во моментов во Македонија има над 3000 службени возила. До 18-та година државните институции, но само министерствата и општините има околу 2600 возила, имајќи предвид дека, еве да кажам, дека дури и во короната во 2 години се купија 140 нови возила, а годишно се купуваат околу да кажам 100-150 нови возила, излегува дека само министерствата и општините имаат повеќе од 3000 службени возила. За разлика од големиот број службени возила, загрижува ситуацијата со бројот на возила од брзата помош. Таму последната набавка е направена во 2018, кога беа набавени 12 возила. Најголем процент од нив не се купени од државата, туку се донирани. Во земјава има само 263 вакви возила, просечно стари 12 години, но 73% од овие возила се донација или дадени на користење, значи не се нови. А од тие што се купуваат нови, само 1/3 се на ново, другите повторно се набавуваат стари возила, што не ја намалува оваа просечна граница од 12 старост од 12 години. Состојбата со пожарите кои последниве 10 дена беше во Македонија го отвори прашањето и за противпожарните служби. Таму просечната старост на возилата е речиси 30 години. 34 единици за противпожарна заштита имаат 284 возила. Но тие се просечно стари 27 години и тука имаме неколку рекорди да кажам. 8 Велес и Штип кои што имаат просечно стари возила противпожарни 12 години. Сите други од овие 34 единици имаат просечно стари возила повеќе од 20 години. Токму возилата кои им се најпотребни на обичните луѓе во итни ситуации, знаеа да бидат користени во политичките кампањи. Зоран Заев, пред да дојде на власт пред 7 години, ветуваше дека ќе го продаде владиниот Мерцедес купен 700.000 евра, а со парите ќе се купат нови возила за брза помош, но сепак од тоа ветување не остана ништо.